Добар ден, криптоентузијасти. Денеска обработуваме второто видео од нормално економија како оружје. Овој пат зборуваме за нашите комшии србите, каде што овој пат ќе зборуваме од војната на Косово па на натаму би рекол. Така да тоа е она што ќе го работиме во текот на ова специјално неделно видео. А као што знаете, тоа е и последното видео за ова недела. Следната недела веќе распоредот е подготвен, односно као што може да забележите, почнуваме повторно во среда со макроекономија и крипто, каде што заедно со Гоце ќе видиме што се случува во светот на економијата и нормално највеќе се задржиме на последиците од двете војни кои што се моментално активни на регионално ниво, нормално во Иран и во Украина. Така да тоа се главните преокупации заедно со нормално политиката на Федералната резерва и состојбата во Јапонија со нивната централна банка која што е исклучиво битна. Петок продолжуваме со Altcoin Investi, каде што ќе разговараме за се што е нормално поврзано со институционалната адаптација на крипто, како и самите altcoin проекти. Сабота лов на дно, дефинитивно потребно да видиме што се случува во биткоин циклусот и недела исклучиво битно видео, дел од напредниот курс на нашиот канал. Тоа е 166-то видео, каде што ќе разговараме за X402 стандардот на Linux, кој што е стандард во би рекол стандардниот софтвер веќе долг период, но за прв пат дефинитивно може да се примени на блокчейн технологијата кој што е исклучиво битен за адаптација на централизираните, односно традиционалните финансиски институции. Би напоменале на така речено врвот на нашиот канал, во пин пост може да ги најдете овие два постови, каде што може да ги најдете сите наши чартови, доколку евентуално не сте го знаеле тоа, кои што активно ги работиме во делот со лов на дно и да ги следите без при тоа да мора да гледате видео, едноставно може да ги погледнете чартовите директно. Веднаш до него има уште еден пост кој што ги сумира, така речем, 25 најбитни видеа за секој почеток на нашиот канал, да не мора да го гледа целиот материјал, може да ги погледне овие, со цел да има основна идеја за тоа, нели, што се треба да знае за да започне со ова сфера и како со инвестирање, така и со нормално учење на истата. Дополнително 6 септември продолжуваме со третата македонска криптоконференција, овој пат најголема до сега. Очекуваме 8 потврдени говорници да се појават на сцена во Кино Фросина во МКЦ. При тоа страната на нашата конференција е веќе отворена, тоа е mkk.mk. Би ви препорачале доколку сакате да присуствувате да го регистрирате вашето присуство на овој тап Register for Free. Само треба да го ставите вашето име, имејл адреса и да ни кажете кој сте во однос на тоа, дали сте почетник, дали сте искусен, работите на крипто и така натаму. Веќе 100 души го земале својот билет. Не забравяйте, имаме само 600 места. Нормално како и секогаш учеството, односно присуството е бесплатно. Значи ние не наплаќаме за едукација на македонскиот народ. Дополнително мора да напоменеме дека во склоп на оваа конференција, со оглед на фактот дека секи биде бесплатно, оставаме на вас доколку сакате да го наградите нашиот труд, тоа да го направите со ваша донација за Сдруженијето на воени ветерани братство 2001 година. Со тоа што кутија за донации ќе биде оставена за време на самата нормално конференција и пак ќе напоменам од сега па натаму сите наши конференции ќе бидат со добротворен карактер. Ние како заедница да пробаме да помогнеме на нашите во Македонија. Дополнително очекувајте во текот на следниот месец да уплатиме дел од оние, да речем, средства кои што ги поседуваме, како за идните шампиони од кајак клуб Велес, тоест кајак клуб Пабуна во Велес, така и за еден од нашите членови, Владко, кој што моментално организира акција за возобновување на домот на црквата Свети Спас во Звечан. Така да на овие две добротворни, би рекол, акции ќе учествуваме во текот на следниот месец и ќе дадеме дел од сопствените средства за помош. Тоа ќе биде нормално дел од нашата добротворна работа, која што знаете и сами ја следиме чисто за ваша информација нормално. И продолжуваме понатаму криптогемиџија кооперација, доколку не сте заследите го, ова е посебна страна каде што ќе ги објавиме нашите дизајни. Официјално првиот дизајн со дали ја слушаш сликата е пратен на принт, така да очекуваме принтерџиите да го испринтаат на, би рекол, една-две блузи, да видиме како би изгледал. И нормално потоа одма веднаш следува и вториот дизајн кој што го одобривте, тоа е 1903 гемиџиите, така да очекувајте овие два дизајни наскоро да се најдат во продажба за секој кој што сака да поддржи нашата работа. Ќе гледаме цената да биде символична, да биде достапна,
а при тоа нормално голем дел од овие средства ќе одат повторно во ова што гледате, организирање на едукација за македонскиот народ и нормално во добротворни акции. Со тоа што пак ви напоменале, blog.cryptogamidja.mk, повелете, заследете го нашиот блог, ќе ви даде нотификација за да ги примате овие известувања, со цел постојано да бидете информирани и сите најнови вести поврзани со крипто, макроекономија и геополитика директно ќе доаѓаат на вашата направа, без разлика дали е лаптоп, таблет или е телефон. Дополнително, нашата телевизија и постојано работи активно. Значи, тоа е или на нашата веб страна cryptogamidja.mk или на највисокиот дел од, би рекол, YouTube каналот. На врвот може да најдете активно телевизија која што постојано ја уредуваме. Значи, тоа се од поновите до постарите видеа во измешан, да речем, редослед, со цел нормално да имате постојано увид во она што го работиме. Дополнително, тоа е нашиот англиски канал Crypto Economics на YouTube, кој што може едноставно да го најдете. Би ви препорачал да го заследите доколку би сакале да следите оваа програма од почеток, иако на англиски овој пат надградена со дополнителни познавања кои што ги имаме стекнато во последниот циклус од 2022 до 2026 година. И нормално почнуваме со официјално денешното видео, а тоа е вториот дел за економија како оружје против Србија. Значи, во оваа ситуација ќе разговараме практично за Косово и за војната која што се случуваше на Косово во 1998, 2009 и 2000 година. Со тоа што, за да стигнеме таму, прво треба да разбереме од каде потекнува овој конфликт. Значи, не е толку едноставно да кажеме дека овој конфликт доаѓа од 2000-та година. Напротив, овој конфликт има многу подлабоки корени, назад дури до Косовската битка. Као што знаете и сами, со паѓањето на Балканот под османлиска власт, Српското кралство во тој период, барем јужниот дел истото, паѓа официјално под турска окупација со губењето на Косовската битка, каде што кнезот Лазар и кнезот Милош ја предвод српската војска против турската и нормално во почетокот победуваат со убиство на Мурат, тоа е султанот кој што во тоа време ја води турската војска, за притоа неговиот син Бајазид да ја превземе контролата и да ја порази помалобројната српска војска. Со овој пораз практично Турција го превзема целиот јужен дел од Србија и нормално целата територија на Косово потпаја под турска власт. Со тоа што знаеме дека турците под принуда успеваат да ги муслиманизираат и албанците и босанците. Значи, Босна и Херцеговина и Албанија никогаш немало да бидат муслимански земји, доколку османлиите со принуда, со нормално притисок, со угнетување, не ги принудиле овие населенија да се потурчат, односно да ја променат својата религија. Нормално, вака променета религијата им дала посебни привилегии, кои што потоа турците ги искористиле со цел да практично ги принудат на сопствена страна да се борат против и Србија, и Македонија, Црна Гора и така натаму, а нормално многу знаете добро за што станува збор, значи во турската војска постоела посебна, би рекол, недисциплинирана орка типна армија, наречена Башибозук, кој што бил составен токму од овие муслиманизирани орки од Шиптаристан. Така да, тоа е нешто што сите ни е познато, нормално истите се однесувале крајно, би рекол, лошо, угнетувачки кон македонското, српското и понатаму било кое православно население, со тоа што прост пример овдека имаме и во територијата на Косово. Со попаѓањето на Косово под турска власт, као што гледате и сами, потребно било време пред Турција да успее да ја завземе целата територија на Србија и голем дел од територијата на Хрватска. Со тоа, како се движела нагоре, као што може да забележите овие разни нијанси на зелено, така можеме да видиме дека истата успеала да достигне скоро до крајните граници на Хрватска. Сега, зошто е ова толку битно? Според бројките што гледате овдека, тоа значи колку години Турција се задржала на оваа територија да биде окупирачка моќ. Што можеме да забележиме? Косово, Македонија и јужните делови на Албанија биле најдолго задржани во рацете на Турција, тоа што ние постојано го зборуваме. Една од главните причини зашто Македонија немала шанса да се осамостои е тоа што османлиите останале најдолго на територија на Македонија, очекувајќи дека кога ќе успеат да добијат дополнителна сила, повторно ќе направат инвазија на Балканот,
што нормално никогаш не се случило, но како што може да видите и сами, на некои територии во Србија им дало стотици години независност пред конечно да имаат доволно, би рекол, и сила, и војска, и оружје за практично да можат да ја нападнат, така речено, и ослободат остатокот од територијата на Србија. Сега, нормално како турската власт се шири кон север, така и српското население се повлекува кон преостанатите слободни територии, па така и голем дел од населението во овој регион се одселило од страф од нормално реперкусии и угнетување од турската власт. Сите знаеме дека овие трупи не биле доста милосрдно настроени кон православното население. Со тоа што нормално, ако сте следели историјата на Балканот, во следните неколку века, поточно во 16 и 17 век, постојат две австро-унгарски војни против Турција, каде што како Австро-Унгарија се ширела кон, така речено, југ, дури стигнала во еден период и до превземање на територијата на Косово и Скопје, така турската војска во тој период морала да се повлече, па така, како повторно се враќала, така речено, слободната територија под контрола на Австро-Унгарија, така и српското население во текот на 1690 и 1737 до 39 година во два наврати пробало да се врати на територијата на Косово. Овдека на оваа мапа можеме да видиме дека ова што гледате, оваа темна боја, е уствари како практично изгледа територијата на Турција кога истата била, нели, се уште не превземена, целиот Балкан не бил под контрола на османлиската власт. Како и да е, со превземање на овој дел повторно назад во рацете на Турција, така практично доаѓаме во ситуација во која што нормално православното население не било принудено, но поради репресија одлучило да се исели од овој регион со цел да се заштити самото себе си. Сега, по паѓањето на османлиската власт во Балканските војни, тоа е нормално пред Првата светска војна, доаѓа до ситуација во која што се повлекува турската војска и Косово се враќа повторно во рацете на Србија, односно во овој период во рацете на Југословенското кралство, каде што така наречената Стара Србија, во која што за жал србите не вбројуваат и нас, но ние сме тука да ги потсетиме дека тоа не е така. Значи почнува да се враќа назад српското население кое што повторно се населува на Косово. Сега, нормално ова населување е прекинато со така речено започнување на Првата светска војна. Нормално во тој период, знаете и сами, Србија повторно војува против Австро-Унгарија, Албанија на страната на Австро-Унгарија, Бугарија на страната на Австро-Унгарија. Нормално Србија има многу поголем проблем во овој период од населување на Косово, но сепак по завршувањето на Првата светска војна, овој процес на повторно враќање на србите на Косово продолжува. Вели околу 60 до 70 000 срби и црногорци се враќаат на територијата на Косово. Зошто е толку битно? Косово никогаш не престанува да биде српска територија. Косово била српска територија која што била окупирана од страна на османлиската власт и нормално овдека било населено население кое што било муслиманизирано албанско население со цел да се направи овој регион да биде многу по настроен и во поддршка на турската империја, што е очекувано. И нормално, кога некој ви го превзел овој дел, вие порано или подоцека сакате да си го вратите и тоа се случило буквално до Втората светска војна, каде што буквално Србија имала сила и имала нормално во оваа ситуација луѓе за да проба повторно да го насели Косово со Срби. Нормално ова не било примено баш добро од страна на албанците, како што можеме да видиме, албанците секогаш биле присутни во Косово, но можеме да видиме во различни периоди, во различни делови од различни векови имало некогаш повеќе Срби, некогаш повеќе албанци. Така да, тоа што едните и другите тврдат дека оваа територија била чисто етнички на едните или на другите е на вистина невистина. Значи, во оваа ситуација јасно можеме да видиме дека скоро во секој период од историјата и едните и другите биле присутни на овој регион. Со тоа што пак ќе напоменам, оваа територија историски никогаш не била дел од Албанија, секогаш била дел од Србија, барем, нели, во поновата историја зборувам од 1000-та година наваму преку турското робство, балканските војни и светските војни. Нормално, како започнува Втората светска војна, да се потсетиме дека Шиптаристан е целосно на страната на нацистите, може да видите дека на територијата на Косово имало јасни, званични, значи немој да слушнам муабети од типот
ама шиптарите биле неутрални во Втора светска војна, тоа на друг да му кажете. Значи, буквално шиптари кои што учествувале во окупаторските војски, нормално предводени од Германија, кои што јасно може да забележите овдека, правеле чистка на српското население, вели од 70 до 100.000 срби се насилно протерани од Косово за време на Втората светска војна и од 10 до 30.000 српски цивили се убиени. Да се подсетиме, во исто време и усташите во Хрватска, и белоградајците во Словенија, и нормално во оваа ситуација балистите во Косово го правеле истото под покровителство на нацистите од Австро-Унгарија и од Германија. Во овој случај веќе се Австрија и Унгарија. Како и да е. Она што мора да го напоменеме дека ваквото однесување на шиптарите во овој регион нормално ќе доведе до репресии. Зошто? Затоа што кога Втората светска војна била официјално победена од страна на партизаните, не од страна на четниците, на чело со другарот Тито, бил воспоставен како заменик председател генерал, само секунда да се отвори, Ранковиќ. Александар Ранковиќ важи за една од најсилните личности во историјата на Југославија. Човек кој што бил дел од партизанското движење и кој што е практично еден од оние клучни ликови за победа на партизанското движење, го добива местото заменик председател на Тито. Истиот е ставен буквално со одговорност да го реши проблемот така наречено Косово. Веднаш после завршувањето на Втората светска војна се уведува екстремна кампања на чистка на шиптарите од Косово. Да се подсетиме, ова не било само во Косово, ова било исто така и во Западна Македонија. Мојот дедо е еден од оние, би рекол, одреди на партизаните кои што оделе од село до село и имале за задача да се претресе секоја куќа, да се уапси и елиминира секој шиптар кој што има оружје, затоа што нормално тоа докажува дека биле дел на страната на нацистите. Нормално и во оваа ситуација на италијаните кои што им се клучни сојузници. Нормално ова продолжува долг период до 1966 година во така наречениот Бриунски, само секунда да го отвориме. Значи, ова е така наречениот Брионски пленум. Заради тоа што Чика Тито не бил баш србин, бил хрват и нормално не му било нешто многу битно Косово да биде српско, затоа што тоа ги болело србите, не четниците. Нормално дека во оваа ситуација истиот едноставно видел дека ова е нехумано, значи зборуваме за ситуација во која што вие вршите буквално, да бидеме реални, геноцид врз албанците во Косово. Кое што ако мене ме прашувате, и сите срби нормално требало да заврши, затоа што гледаме ваквиот незавршен процес што довел денес. До војна во Србија, до војна во Македонија, до голема Албанија. Така. Значи, тоа што Ранковиќ не бил дозволено да се заврши својата работа, денеска се наоѓаме во оваа ситуација. Како и да е. Со овој Брионски пленум, Југославија врти нов лист и одлучува дека треба на орките да им даде специјални права и да проба да ги цивилизира. Тоа е научна фантастика. Значи, не може да цивилизирате козоебач, не постои такво нешто. И денеска тоа многу добро го знаеме од како изгледаат ситуациите после 2001 војната кај нас и после нормално 1999 година војната во Косово против Србија. Но тоа се работи кои што за жал не може да ги промениме, реалноста е таква. Со ваквиот процес од 66 година им се дава многу поголеми права на овие козоебачи во Косово и нормално им се дозволува да ги превземат посебно, би рекол, соодветни позиции во тоа време српски полициски единици, правосудство и така натаму, што нормално во 1994 година врз основа на овој Брионски пленум им дава посебно право и ги прави да бидат покрајна. Значи, во тој период, во така речено федеративна југословенска држава, имаме 5 републики и 2 покрајни, тоа се Косово и нормално Војводина на север. Со тоа практично на Косово му се дава посебни права и тоа се дава посебни права токму на албанците. Нормално ова е нешто што навистина многу луѓето треба да земат во предвид и србите веруваат дека токму со падот на Ранковиќ, кој што потоа влегува во пензија, очигледно е принудно пензиониран поради неговите постапки на Косово, значи поради падот на Ранковиќ и неговата незавршена работа, уште во тој период србите се свесни дека Косово станува дел од така речено голема Албанија или во најмала рака ќе дојде ден да биде целосно преовладувано од албанци. Јасно можеме да видиме дека еве во тој момент каде што
До 1931 година, ова е нели уште пред почетокот на Втората светска војна, гледаме дека за време на овој период до 66 година имало званично голема количина на Србија, околу 1/4 од вкупното население во Косово. Но како доаѓа овој процес, така почнува намалување на количината на, односно процентот на Срби на територија на Косово. Ова е баш поради ваквите права кои што им се дадени на албанците, кои што потоа дефинитивно и многу јасно ги злоупотребиле. Да се потсетиме дека исто така во истиот период е и пропаѓањето на Советскиот сојуз 1992 година, кој што нормално дополнително предизвикува што? Предизвикува раст на НАТО кон исток. Тоа што го зборувавме во претходното видео, само на уште еднаш, станува ситуација во која што буквално овој регион е исклучиво битен за целосно да се затвори така речено НАТО сојузот на границите на Русија. Нормално вие не може да оставите социјалистички држави негде длабоко позади непријателски линии, кои што потенцијално се нормално потенцијални би рекол партнери на Русија или во тоа време на СССР. Па така на американците и европејците им било исклучиво битно овој регион да стане или НАТО членка или пак оние кои што се противставуваат да бидат соодветно казнети. Па така србите кои што нели во целата нивна историја зборуваат за тоа како русите им се браќа, значи во овој период буквално рачунајќи на овие браќа, одлучиле дека потенцијално Русија ќе им помогне, нели посебно во враќање на Косово. Тоа е уште едно разочарување на србите кога станува збор за поддршката од страна на Русија. Но како идеја, значи овдека јасно можеме да видиме дека борбата на Мурика со цел да се завземе се до границите на Русија, за да може да и се прети на Русија, значи да и се заканува на Русија, е уствари и разорнувањето на Југославија. Јас и понатаму тврдам дека целата оваа помош што е дадена на Србија, на Словенија, да се потсетиме, оружје дојдено од тоест не од Австро-Унгарија, туку дојдено од Чекословачка, според она што ние го знаеме. Фатени се двајца генерали од Хрватска како преговараат да се донесе оружје на територија на Хрватска и нормално нивните домобрани да имаат оружје да се одбранат од JNA во случај на прогласување на независност. Тоа значи дека Европа била директно замешана во така речено подбуцнувањето да се распадне оваа држава за која што разговаравме во претходното видео. Истата ситуација важи и за Косово. Додека биле наоружувани хрватите и босанците, во исто време биле наоружувани и учките во Косово или така наречено овде таму има ОВК. Значи со почетокот на војната, како што кажавме, од 1992 па до 1994 година Србија е преокупирана на два фронта, во оваа ситуација Хрватска и Босна и Херцеговина. Нормално во тој период, како што гледате и сами, значи тоа го работевме во претходното видео, санкциите и би рекол глобалниот механизам економски за реперкусии предизвикува хиперинфлација во Југославија, со што Србија, односно преостанатиот дел од Југославија е принуден, како што објасниме во претходното видео, да така речено капитулира и да практично се повлече од териториите на Босна и на Хрватска. Со тоа што ако се сеќавате во претходното видео, ако не погледнете го во плейлистата за економија како оружје на дното на нашиот канал, значи Аврамовиќ со неговото решение да направи пег на во тоа време југословенскиот динар, потоа нели динарот на Србија, со првенствено германската марка, а потоа и со еврото, предизвикува стабилизација и враќање на инфлацијата во нормала, и тоа буквално преку ноќ. Во 1994 година успева да стабилизира нивната валута. Гледаме дека од ден денеска, како што може да забележите од 2017 година па до 2027 година, 2026 каде што се ногеме, стабилноста на српскиот динар е баш поради овој пег кон еврото, кој што нормално потекнува горе-доле уште од тој период. И нормално гледаме дека после така речено овој екстремно голем пад на GDP, бруто домашен производ на Југославија, до 1994 година, ваквото решение на Аврамовиќ и пегот на српскиот динар кон германските марки предизвикува стабилизирање на GDP и повторен раст. Сега, повторен раст до кога? Тоа е оно што сакаме да го обработиме. Во 1990 до 1992 се почетоците на учките на Косово, кои што потоа дојдоа на наша територија. Ова што гледате овдека, овие двоглави чавки моментално, значи се организација која што јас сум 100% сигурен дека не само што е попомогната, туку и организирана од страна на нашите стратешки партнери, да се потсетиме, тоа се дечките од Калето, на кои што им бевме на целување сега за 250 години државност,
кои што не ги донесоа и на наша територија. Не смееме да го заборавиме тоа. Односно, постојат јасни докази, еве, погледнете, вештачка интелигенција јасно недвосмислено вели дека ова така наречена КЛА, УЧК, ОВК, како сакате така наречете, двоглави чавки, терористи, значи е директно помогната од ЦИА и од американската армија, односно токму во периодот од 98 до 99 година. Овие терористи се директно наоружани, тренирани, информирани и под заштита од американците и ЦИА на овој регион. Зошто тоа би го правеле? Ако тоа не е со цел да се воведе, како што веќе кажавме, да се реализира овој така речено чадор на заштита од Русија. Значи, ова е дефинитивно делче од многу поголем план да се обедини целиот регион против Русија. Дефинитивно ова што го гледаме е само едно делче од целата оваа приказна. Со тоа што, значи, милион докази постојат дека ЦИА е онаа која што го организирала сето ова, од така речено подбуцнување до почеток на војната, до подпомагање на УЧК, така речено да ја победи оваа војна. Како? Сега ќе видиме и сами. Нормално, кога гледате дека Србија е ангажирана на два фронта и вие подготвувате трет, како што веќе кажав, директно со подготовки, оружје, информации од страна на ЦИА и американската армија, предизвикувате Србија да ги укине правата на Косово како самостојна провинција во оваа ситуација, покрајина, со тоа што во 1989-1991 по наредба на Милошевиќ се укинува овој статус и Косово се враќа во рамките на Србија, значи под директна контрола на Белград, со цел да се запре било каков тип и било каков обид за нормално албанците да пробаат да го превземат овој регион. Еден обичен дел Србија. Косово е само срце Србија. Читава наша историја е на Косово. Сви наши манастири су на Косово. Ja ne mogu da razumem da neko može da se drzne da ovdje govori o Kosovu implicite kao nečemu što nije deo Srbije. Kosovo je Srbija i Kosovo će ostati Srbija. I ova situacija trajaće tačno onoliko koliko bude trajala ova nelegalna okupacija Kosova i Metohije. To je stanje trajalo i pod turskom okupacijom čitavih 500 godina. Ova neće moći toliko da traje, ali onog trenutka kad se ona završi, Kosovo će opet biti potpuno pod srpskom kontrolom. Ова што го зборува Милошевиќ е токму окупационата армија која што ден денеска го штити Косово. Не го штити Косово, туку го штити албанскиот тероризам на Косово, а тоа е муриканската, нормално знаете и сами, база, тоа е Бонстил, а денеска истата е предадена на турците, кои што ми ги кажувате за некакви си браќа ваши заштитници. Сакам да кажам дека како што србите ги боли за Косово, така нас не боли за Егејска и за Пиринска Македонија и целосно ги разбирам затоа што на вистина Косово представува многу голем нераздвоен дел од историјата на Србија. Тоа што некој го окупирал не значи дека тоа е ваше. Значи, како да ви објаснам, тоа е како некој да ви одземал дел од куќата и затоа што многу долго живеел во тој дел, автоматски сега тоа представува негова сопственост. Не. Никогаш нема да представува сопственост без разлика на тоа колку долго насилно го окупирал овој дел од вашата куќа. Тоа е ваша куќа. Еве го дечкото со дамките на чевлата и со, секретарката што му го, како и да се нарекува на американски. Значи, немаше попаметна работа, па нормално почна војна против Југославија, да се потсетиме. Risk to our pilots and the people on the ground. My fellow Americans, today our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course, to deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo, and if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. Значи, прво, масакри немало и немало да има доколку не почнал НАТО да го пика носот каде што не му е местото. Второ, косоварите на Косово одамна тоа го заслужиле, почнувајќи уште од Турско, преку Втора светска војна, преку Прва светска војна, со нормално нивното однесување кон српското население. И уште една многу битна работа, значи, апсолутно никакво право нема НАТО да бомбардира земја како Србија. Сега ќе ви објаснам зошто. За оние кои што се доволно неписмени да не го разбираат ова,
Во меѓународното право, посебно кога станува збор за НАТО, значи единствениот начин по кој што НАТО може да нападне земја е доколку истиот бил нападнат од одредена земја. Во оваа ситуација Србија никогаш не нападнала членка на НАТО, што значи дека НАТО немал никакво право да ја нападне Србија. Бомбардирањето на Србија представува меѓународен прекршок, представува меѓународно злодело. Значи не постои никаков правен аргумент со кој што се оправдува бомбардирањето на НАТО врз Србија. До ден денеска не постои и нема да се најде, но нормално, како што може да видите, на светот тоа веќе не му е битно. Не заборавајте дека понашањето на овие ропаци, муриканците, води до создавање на преседани. Тоа ќе ви го покажеме денес. Како што они тоа го прават денеска во Србија, така утре други глобални моќи ќе го прават на други земји. Затоа што им се може, затоа што тоа веќе американците го покажале како нормално. Значи, во период од март до јули 1999 година, 3 месеци, односно точно 78 дена, е бомбардирана територијата на тогашна Југославија, односно тоа е територијата на Србија и Црна Гора. Сега, во ваквото бомбардирање официјално се убиени 2500 цивили. Да се подсетиме дека НАТО не бомбардираше воени цели, НАТО не можеше да најде воени цели, бомбардира трактори со макета да изгледаат како тенкови, бомбардира полјани, каде што беа поставени црни најлонски, така речено, позадини, за да изгледаат како писта. Значи, НАТО немаше апсолутно појма што и каде бомбардира, но затоа што не можеше да најде воени цели, како што тоа го прават моментално во Иран, истите бомбардира цивилни цели. Бомбардира цели кои што треба да бидат веднаш прогласени за воено злосторство, но нормално кога станува збор за мурика, нема проблем, се е дозволено, така. И ваквиот притисок, затоа што ова беше проследено со економски, како и секогаш нормално санкции, за кои што ќе разговараме малку подоцна, предизвика да едноставно Србија мора да се повлече од Косово. Милошевиќ во 2000 година во јуни одлучува дека мора да прекинува војна и за жал ја повлекува југословенската армија од Косово. Што значи дека после повлекувањето на ЈНА од Косово, автоматски србите во Косово се оставени на Бог. Значи, за жал, нема кој да ги брани до ден денеска, гледаме јасно дека после повлекувањето на ЈНА, шиптарите прават апсолутно што сакаат во Косово, но не, тоа е нормално. Значи, ние зборуваме за Европа, колевката на демократија и слобода, и нормално е да дозволите на оние кои што вас ви се партнери да прават што сакаат, така. Сега, да се подсетиме дека веднаш подоцна во истата година во септември падна така речено Милошевиќ, и тоа крваво со она револуција каде што Милошевиќ беше предаден на властите во Хаг. За жал Милошевиќ е суден, но шиптарите кои што колеа и бесеа на Косово се уште не се до ден денеска, да се подсетиме, исто и во Македонија. Нас ни седат во парламент, но битно е дека сите македонци и срби кои што се бореа за слободата и за независноста и за заштита на сопственото население беа во Хаг, на летен одмор. Но шиптарите се уште не. Како и да е, ќе дојде ден. Нема потреба да им суди Хаг, ние ќе им судиме. Што предизвика оваа криза? Оваа војна предизвика во 1999 година 200.000 шиптари да се населат на територијата помеѓу Скопје па до Гостивар и Тетово. Овие 200.000 кои што во тоа време представувале неверојатни 15% од населението во државата. Значи, ова е криза со која што и голема држава не би можела да се снајде. Ние, за жал, оставивме овие орки од така наречените кампови за избеглици да се преселат во локалните градови, како што се Костивар, Тетово, Скопје, и денеска да бидат така речено мнозинство во овие градови, затоа што знаете како функционираат орките, нема потреба да го објаснуваме овој дел. Нормално, неколку години подоцна, 8 години, во февруари 2008 година, еднократно и самоволно во нормално Приштина, така нареченото собрание на Косово одлучи да гласа за независност. Пак ќе напоменам, според меѓународното право не постои начин на кој што може една територија да се издели од целокупната држава без при тоа ова да биде дозволено од централната власт на таа држава. Во превод, ако Косово сака да се оддели од Србија, не е доволно тоа да биде изгласано на некакво си небитно тело на локални орки во Приштина кои што одлучиле дека сакаат независност. Ова мора да биде дозволено
од страна на врховните органи, најчесто со референдум на населението со цел да се одлучи вакво нешто. Такво нешто никогаш не се случило и оваа одлука од 2008 година е потврдена во 2010 година од страна на Меѓународниот суд за човекови права во Хаг. Каде е овдека проблемот? Апсолутно не постои никаква резолуција, никаков акт на меѓународно право кој што може ова да го оправда. Нормално, западните така наречени цивилизирани земји, тоа воопшто не им беше битно, нив им беше битно да ја омаловажат Србија, како што она го направи тоа во Првата и Втората светска војна, каде што една мала никаква Србија успее да ги згази и Австро-Унгарското царство и мршите од Швабистан и во Прва и во Втора светска војна, и нормално треба да се научат на лекција. Така, ова беше лекцијата, да видиме кој ја научи лекцијата на крај. Нормално со ваквата одлука, како што можеме да видиме, меѓународното право, кое што можеме да видиме кој го представува меѓународното право, значи кога ќе ви кажат меѓународна заедница, еве што значи. Ова е меѓународна заедница. Некои членки на Г-Европа, Мурика, Канада, Австралија и Јапонија. Значи тоа е меѓународното право, да се разбереме. Секогаш кога ќе ви кажат дека меѓународната заедница одлучува, меѓународната заедница е на една страна, ова е меѓународната заедница. Не. Ова е само 10%, како што Путин тоа го нарекува една златна милиарда луѓе кои што мислат дека и понатаму живеат во времето на колониализмот. Значи, како што може да забележите дека добри 3/4 од светот не го признава Косово. Овие земји во црвено се земји кои што не признаваат дека Косово постои. Што значи дека освен НАТО алијансата, апсолутно друг никој не признава дека Косово постои до ден денеска. Што значи дека ова право кое што моментално они го диктираат од Меѓународниот суд за човекови права важи само за една рака земји, за оприлика помалку од 1 милиарда жители во светот, за споредба на останатите 7 кои што живеат. Што значи дека сакале ви или не, ова еден ден ќе предизвика таков страшен преседан, а верувате или не, веќе предизвика, а допрва ќе го прави тоа, каде што западните сили само за да исполнат нешто што нив им одговара, само за да се приближат колку што може повеќе до границите на Русија, си дозволиле да прават нивно меѓународно право кое што нив им одговара со цел да се направи независно Косово и денеска да се гради некаква си голема Албанија во 21 век, замислете. Ова е Вук Јеремиќ кој што после донесувањето на прогласот за независност од Приштина дава изјава пред Советот за безбедност во Обединетите нации. Serbia will never, ever accept the independence of Kosovo, come what may. Mr. President, Special Representative Zanir, Excellencies, ladies and gentlemen, in all the sessions of the Security Council devoted to our southern province, Serbia has insisted upon the full respect of the binding obligations of the United Nations Charter, as well as this Council's Resolution 1244, which guarantees the sovereignty and territorial integrity of my country. I make no apology for this. I celebrate the fact that Serbia is unwavering in its determination to defend its principled position on Kosovo peacefully, using all political, legal, and diplomatic means at our disposal. We will continue doing so in the future. I would like to take this opportunity to thank all the member states of the United Nations that support Serbia's position on Kosovo UDI. The first among these valiant equals being the Russian Federation. Our nations stand together, dedicated to safeguarding the principles set forth in the UN Charter. Mr. President, Serbia's insistence on resolving Kosovo's future status in accordance with international law has not only been invoked for the reasons of vital national interest and constitutional necessity, nor merely out of genuine care for regional peace and stability. We have also done so out of fundamental concern for the dangerous consequences the Kosovo precedent could bring to the survival of the United Nations system. Вика, опасниот преседан кој што ќе го донесе ово што го правите за Косово, за преживувањето на поредокот воспоставен со Обединетите нации. Памтете го што го кажа во 2008 година министерот за надворешни работи на Србија. As we know it, we hold that the argument that Kosovo is sui generis, in other words, a unique case, is untenable.
The sui generis contention comes down to saying that Kosovo should be treated as an exemption from international law, that Kosovo should stand beyond the rules that govern the behavior of the international community. The Republic of Serbia strongly rejects this claim, believing that no one should permit himself the right to proclaim such exceptions, especially in defiance of the Security Council. Like most other nations, mine has traveled through periods of tragedy and periods of glory. Sometimes it is tragedy that produces the opportunity to achieve new heights. But these are not reached by simply inventing new history. That is why Serbia will never, ever accept the independence of Kosovo, come what may. New heights are achieved by honoring all that constitute one's national identity, not by denying it. New heights are achieved by nurturing heritage, not by suffocating it. Achieving new heights is about a nation being proud of its past while reaching beyond its present. So it has always been. So it is. And so it will be. And so will be Kosovo. Part of Serbia forever. Како треба да се постави човек кога станува збор за собствената земја, за жал ние вакви политичари повеќе немаме. Не знам кој не би навлегувал во тоа, нели, дали денеска истото го прави или не, воопште не ми интересира, но овој говор е многу добро објаснување на ситуацијата со Косово. И неколку години подоцна, пред една година, 2025, господинот Путин, јасно и недвосмислено, овој преседан со кој што Косово стана држава, го искористи против западните сили. Ова што гледате моментално е пресконференција на Путин со странски новинари, не со неговите новинари, каде што вели, еве како, преседанот за Косово ние сега моментално го користиме за да го анексираме Донбас. Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН они имели на это право. Вели, моментално Лугански и Донецк донесуваат одлука сами, како што тоа го направи Косово во Приштина, да се одделат себе си од Украина. Значи, дали они имаат, вика, според правото на самоопределување во меѓународните рамки тоа да го направат, дали они имаат право? Да, вели, има право на самоопределување. Соответствующая статья говорит о праве нации на самоопределение. По-моему, даже первое. Но вы понимаете, это право народа на самоопределение. Первое. Второе. Вика, според првото правило, вика, они имаат право на самоопределување. Што значи дека они сами можат да одлучат дека нели се народ засебен од Украина. Второ, погледнете го сега ова. В ходе этого процесса обязана была эта часть страны спросить разрешение у центральных властей, у Киева, или нет? Нет. Есть решение Международного суда ООН, согласно которому это был прецедент, созданный Косово. Вели, дали биле обврзани за ваквото определување како сопствена самостојна држава да бараат дозвола од централната власт во Киев? Не. Зошто? Затоа што вели, во 2010 година постои преседан воспоставен со одлука на Меѓународниот суд за човекови права во кој што вели Косово е создадено без при тоа да добие дозвола од Белград. Погодете, ова важи сега моментално и за Украина. Международный суд ООН прямо записал, если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральной власти. Вели, ако одредена држава одлучи да се оддели, нема потреба да бара дозвола од централната власт на таа држава. Еве го, може да го видите директно, пренос од читањето на оваа пресуда. Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что международное законодательство не запрещает провозглашать независимость, и таким образом провозглашение независимости Косово 17 февраля 2008 года не противоречит международному праву. Вели, одлуката во 2008 година на
парламентот во Приштина, во Орките, не е против меѓународното право и тоа така речено представува новиот преседан со кој што од сега па натаму не само Русија, туку било која држава, утре кога ќе сака Кина да ја анексира Јужна Кореја, ќе може да го направи тоа. Кога ќе сакаат други големи држави да анексираат помали држави, ќе може тоа да го направат. Затоа што Америка, со цел да исполни една нивна мизерна цел, успеа да направи преседан за сите останати. Исто како со бомбардирањето, памтете го ова. Сега, во исто време да се подсетиме дека не била само воената акција против Србија, туку имало активни економски мерки, како што ви кажавме, кои што се многу полоши за разлика од воената акција, затоа што воената акција може да ја преживеат, но за жал економските санкции гледаме дека се многу поголемо оружје за кое што луѓето генерално не зборуваат. Со резолуцијата 1160 поради геноцидот во Косово, 1998 година се имплементираат економски мерки. Овие економски мерки представуваат ембарго на оружје, нормално повторно се случуваат истите мерки, целосно замрзнување на трговија и финансии помеѓу ГЕЙРОПА и останатите членки на меѓународната заедница и Србија. Потоа продолжува бан на авиација, бан на така речено патување и интернационална изолација. Повторно, тоа не е вистина. Во тој период Србија не е изолирана на интернационално ниво, изолирана е од прозападните финансиски механизми како што е Светската банка и Интернационалниот монетарен фонд кои што важат за најголеми позајмувачи на државите. Тоа е проблемот кој што моментално настапил на територијата на Србија. Јасно можеме да видиме дека ваквите мерки предизвикуваат GDP на Србија, кој што во тоа време било околу 20 милиарди долари на годишно ниво, да падне на неверојатни едноцифрена бројка, ова е негде околу 7-8 милиарди. Што значи дека на овој начин они изгубиле околу 60-70% од нивниот GDP. Автоматски тоа ви кажува колку голем удар бил за Србија повторното имплементирање на овие санкции. После стабилизирањето на динарот наспроти, нели, германската марка, кој што во тој период бил во пег, гледаме дека во 1999 година повторно имаме огромен скок. Значи јас морав да ја рекреирам овој чарт, затоа што едноставно ваков чарт не постои. Значи чартот со германската марка едноставно не можев да го најдам, да видам како изгледало во тој период, нормално динарот или како и да бил југословенскиот динар наспроти германската марка, така да морав да побарам од вештачката интелигенција да го рекреира овој чарт за да имаме прилика идеја што точно се случило. Можеме да видиме дека во период од така речено средината на 1999 година кога се имплементирани овие санкции, па до крајот на 1999 почетокот на 2000 година, неверојатни 15 динари повеќе коштал една германска марка. Што значи дека ние сме имале практично 100% инфлација во само неколку месеци на територијата на Србија. Повторно, да се подсетиме, само пред неколку години во 1922 до 1994 година сме имале огромна инфлација, како што веќе кажавме во претходното видео. Сега, за среќа, овие санкции се само неколку месеци и после падот на Милошевиќ како соработка, затоа што локалното население во Србија само го предава Милошевиќ на Хаг, можеме да видиме дека уште од 2000 година па до 2001 година сите санкции се елиминирани. Односно, буквално до крајот на 2001 година веќе немало постоечки санкции од економски и нормално воен аспект кои што се имплементирани на Србија. Па затоа и можеме да видиме дека според GDP многу брзо од 2000 година нивниот GDP почна повторно да расте нагоре. Нормално ова што гледаме до 2008-2009 година е токму тој пораст поради укинување на санкциите во овој период. Можеме да видиме дека се уште постојат одредени санкции кога станува збор за ГЕЙРОПА, кои што се поврзани со соработката на Србија со Русија. Да се подсетиме, Србија е една од ретките земји во ГЕЙРОПА која што не имплементираше санкции кон Русија и можеме да видиме дека и Мурика исто така има санкции кон Србија во однос на нафта и нафтени деривати, затоа што во Србија и понатаму имаме доста застапеност на руски компании кога станува збор за нафта и нафтени деривати. Како и да е, значи сега Србија е релативно би рекол слабо санкционирана земја која што нема некои сериозни економски реперкусии кога станува збор за санкциите. Но јасно можеме да видиме дека санкциите се екстремно силно оружје кога станува збор за изолирање и пременување, тоест би рекол сила врз една држава која што за жал како таква
едноставно не може да го издржи овој притисок и мора да капитулира. Ова е капитулацијата за која што ние зборуваме. Еве како и без бомби ќе натерате една држава да се откаже за жал во тој момент од она што е најсвето и она што е најбитно за неа. Тоа е реалноста која што сакам да имате во предвид секогаш кога ќе видите една војна и кога ќе видите како некоја држава не знаела да функционира, како некоја држава било крајно корумпирана, а станува збор за санкции кои што се имплементирани за да изгледа дека оваа земја пропаѓа поради незината би рекол корупција или не знам, несоодветно водство, што воопште не е случајот. Во оваа ситуација јасно можеме да видиме во два наврати и во војната во Југославија, помеѓу Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска, и во војната на Косово, дека Србија губи оваа војна само поради една единствена причина, тоа се економските санкции. Не поради бомбардирањето, не поради тоа што другата страна е поддржана од НАТО и од Европа, единствена причина поради која што Србија губи овие две војни е токму економските санкции, кои што предизвикуваат екстремни економски неподобности, нормално последици по истата и едноставно локалното население не може да го издржи овој притисок. Се надевам дека уживавте во денешното видео, уште еднаш ќе напоменам доколку сте дел од нашата Patreon заедница, ви благодарам и се надевам дека ќе продолжите да видите, доколку не, линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Ова мала чланарина ни дозволува да продолжиме да креираме едукација за македонците ширум светот, да правиме добротворни акции и да креираме настани бесплатни за македонците да добијат што повеќе едукација. Дополнително, како привилегија на ова, би рекол, мала чланарина, имате пристап до нашите чатови, каде што може да добивате, споделувате информации, анализи, заедно да комуницирате со нашите членови. Потоа имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, еднаш месечно имаме лајвстрим кој што е исклучиво наменет за Patreon заедницата, каде што ги одговараме сите ваши нормално сите ваши прашања и сите овие офлайн видеа како што е ова моментално, прво ги споделуваме со нашите Patreon членови, а потоа и на сите наши канали. Дополнително, доколку сакате да го обновите вашето членство на годишно ниво, тоа може да го направите во крипто, само испратете ни во која валута ви одговара на cryptogamidžija@gmail.com. Ова се цените за годишно ниво, каде што ќе ви испратиме линк со 30% попуст од она што ви го платиле директно на Patreon. Нормално, на истиот имејл ќе ви пратиме и линк со кој што ќе може да го добиете вашето годишно членство. Уште еднаш ви благодарам на сите, се надевам дека и понатаму ќе уживате во нашата работа и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија и од топлата Малта. Хеј! Од Велес до светот, Крипто Гемиџија, знаеш. Год се до него, заедно креваат бука, во живо се брате, кај што знае забава да пука на монитор, бројки, график, нерви, од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот, не продаваат магла, туку знаење за џабе, кај што други се губат во шуми, во хаос, тие ловат вести па прават баланси, јасно, седна вест, две вести, трета веќе се менува, а тој што ги следи лесно логика си вденува. Крипто Гемиџија, со око за ризик и год се со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно, кога сите се плашат, тие стојат